По 12 пат во организација на Сдруженијето на граѓани Тера се одржува Смоквијада. Смоквијада 2018. Оваа година за наша среќа, значи за среќа на организаторите, имаме најмногу учесника. Дури 20 тегли кои што се надпреваруваат за најдоброто или најубавото сладко од зрели смокви. Ани Костадинова, председател на Сдруженијето на граѓани Тера, по 12 пат ја организирате Смоквијада. Тоа претпоставувам и ќе се чуе и ќе се разбере, меѓутоа барем во тие наши кулуари каде што се движиме, слушаме дека Смоквијадата се одржува неколку години. Не сме свесни дека 12 години поминаа. Што за овие 12 години се има случено на Смоквијада? Јас знам дека е тешко да се одговори на ова прашање, меѓутоа кои нешта остануваат во сеќавање? Па право да ви кажам, ме затекнавте. Прво ќе кажам дека и мене не ми се верува дека ова е 12-та Смоквијада. Мислам дека на вистина 2-3 години се прави Смоквијада, на кога ќе се вратам назад и ќе се сетам на сите Смоквијади што сме ги помирале, на вистина еве пред целата јавност да кажам дека сум многу горда, а верувам дека и сите членови на Сдруженијето на граѓани Тера сте многу горди што останавме достојни оваа манифестација да ја донесеме да биде 12-та поред. И верувам дека ќе продолжи и понатаму. Многу убави работи се случува. Започнавме со варење, нели, на сладкото, на ракометното игралиште, се поставуваа тави, се вареше сладко, се играа разни игри, ни помага сите, еве нека ми ќе кажам озбилно, имавме голема поддршка од целиот град, од целиот бизнис сектор. Благодарение на поддршката на градоначалниците, што поминаа до сега, и советниците на општина Гевгелија, кои што не поддржуваат секоја година, продолжуваме со Смоквијадата и понатаму.
Секоја година на Смоквијада препознатлив белег е ансамблот Бојмија. Како ја доживувате Смоквијада? Реков дека секоја година сте овде со исклучок на некоја година. Значи, што Бојмија придонесува за Смоквијада? Па, прво, благодарам на поканата, што ние секоја година, како што кажавте, сме дел од Смоквијада. Исклучоци со тоа што кога не сме тука. Значи, кога сме некаде на патување, и мислам дека преднесуваме да ја збогатиме оваа програма со нашето учество, со нашите настапи, ми давате игри. автентичен белег, затоа што ја негувате старата традиционална музика. Да, и со носиите, за оваа вечер ќе биде со егејски игри. Така. Ќе настапиме. Тоа е специфика на поднебието. Да, така е. Значи со буките по седница, со егејски игри, со преспански игри и така. Останувате доследни пријатели на Тера, односно на Смоквијада. Петка Македонија, оваа година учествувате повторно на Смоквијада, концептот различен, меѓутоа ние емисијата ја правиме со сеќавања за Смоквијада. Како сите овие години ја почувствувате Смоквијада, ја чувствувавте и како си поминувавте? Сите овие години многу добро чувствувавме, али оваа вечер е нешто друго. Поразлично од овие на игралишто на лице место се ваш. Ви фали тоа или не? Ми фали. Да, Аника Стоилова, така. Колку убаво што се сеќавам веќе на сите и имињата, презимињата веќе ги знаеме. Прашуваме, сте учествувале порано на Смоквијада, какви сеќавања носите од Смоквијада? Многу удобно. Што е тоа што вака ќе ви остане во вашето сеќавање? Ние Смоквијада, пријателе, друштвото, се. Меѓутоа оваа вечер е посебна поинаква. Посебно поунака, ама добро. Добро е. Сепак добро. Што сме тука, друштвото се дружиме пак, до година здрави живеат, бидни живи здрави. Така, може ќе смениме повторно концепт, може би поинако ќе биде. Да. Благодарам и се најдобро. Ви пожелувам среќа. Вера Милошевска на Смоквијада 2018 заедно со групата Љубојна. Особена чест ни беше што учествувавте вечерва на нашата манифестација. Како поминавте прво? Ова ми се чини еден од најлежерните летни убави концерти кои ги доживеав ова лето. Многу симпатична манифестација и многу, мислам, мој омилено сладко и мој омилен вкус. Зрела и дива и зелена смоква. Така што ми е многу драго што сме повторно во Гевгелија. Бревме пред неколку години, пред десетина. Тоа беше кога Гевгелија беше град на културата. Токму така, тогаш имаше еден друг осврт, повеќе кон Петрем Андреевски, песна за мојата песна. Вечерва бевме со најдоброто од Радио Љубојна. Па уживавме взаемно со публиката. Ви благодарам и вам на поканата, на општината Гевгелија, на градоначалникот. И си добив и сладко, со сластке си го изедам и си го поделам со моите најблиски. Ги поздравувам сите и праќам многу бакнежи прегратки. Секоја година на Смоквијада го имаме најверојатно најдобриот гевгелиски мед, ќе ме критикуваат другите за ова. Што на вашата тезга имате? Значи на нашата тезга имаме мед во саќе, полен, мед и полен и мешавина на мед со семиња.
Прашувам, какви ви се искуствата од претходните смоквијади? Сте учествувале на повеќе смоквијади, дали луѓето се интересираат да купат, да видат, да осознаат нешто ново? Да, луѓето се интересираат да видат, да купат, секако да осознаат за прав производ, односно вистински мед. Бидејќи на пазарот се пласираат се повеќе фалсификувани медови и сакаат да видат што е прав мед. Бидејќи на оваа тезга имаме органски мед, кога ќе го вкусат овој мед, се огледуваат што значи тоа мед, а што е тоа што го има по маркетите како замена за мед, а е декларирано како мед. Задоволни ли сте од граѓаните, ве посетуваат? Да, се интересираат граѓаните, особено за новиот производ мед со семиња. Тоа им е доста интересно и сите сакаат да го дегустираат истиот. Она која што постојано ги изработува автентичните сувенири за смоквијада е Гордана, која што на почетокот сама ни се приклучи, ни се придружи и навистина стана препознатлив белег за брендот смоквијада. Гордана, прв пат разговараме со вас, иако години заред ве имаме. Кажете ми, од каде идејата да направите токму вакви сувенири за смоквијада и за градот Гевгелија? За градот Гевгелија имено постоеше конкурс за сувенир на општина Гевгелија, кој ќе представува Гевгелија. Таму беа наведени смоква, беше наведена библиотеката, како заштитни знаци, залијата исто така, заштитен знак на град. Јас сум и добитник на прва награда, автор сум на сувенирот на Гевгелија. На кој сувенир конкретно? На општина Гевгелија. Да, на кој сувенир? Кој мотив? Библиотека. Неки сме идем за тоа, не знам. Така, смоквијадата како ја доживувате? Па, оваа година многу топло. Зошто топло? Мислам дека уште се жешко, се надевам дека нема да биде како минатата. А секој пат на смоквијада е жешко? Пријатно е, ми се допаѓа така. Затоа што е во знакот на зелено, јас така и се осеќам еверген, мене ми е добро. Овој концепт што сме овде на плоштадот? Па добар, добро. Мислам дека е по-фреквентно. Да, по-фреквентно. Само малку што уште држи многу топло. Добро, тоа е Гевгелија, нели? Благодарам и со среќа. И вие секоја година учествувате на смоквијада. Што е тоа што го пласирате и од што е изработено? Ние изработено е од дрво, сопругот го изработува, разни видови на дрва, прво го црта, го реже, па после го лакира, не знам там некој е... Така, тоа е вашиот сопруг кој што вечерва е отсутен, меѓутоа има и, гледам, и практични работи за домаќинството. Овие се само се изрежени, не се лакирани ништо, чисто дрво се. За употреба, за вокуина. За туризам и бизнес логистика постојано се наши пријатели, постојано се присутни на смоквијада. Кој е вашиот концепт и што е тоа што го презентирате пред граѓаните на општина Гевгелија? Како што кажавте, традиционално секоја година Факултетот за туризам и бизнес логистика активно учествува на смоквијадата заедно со студентите. Значи студентите од сите насоки, бизнес логистика, туризам, бизнес администрација, вложуваат свој личен придонес со производи изработени од традиционално од смоква, како традиционален белег на смоквијадата и учествуваат со изработените производи или со подготвување на сладко. Бенефит или искуства за самите студенти од ова што е тука? Секако, значи смоквијадата представува одлична можност практично да ги согледат стекнатите вештини, се разбира во тој процес и заеднички учиме, се поправаме, значи непосреден контакт со потрошувачите и она што можам да го кажам како многу добро позитивно искуство од година на година посетителите на нашиот штанд се побројни. Тоа го гледавме и сега
и така убаво се почувствувавме кога слушнавме дека бевме и минатата година, меѓутоа сега пак доаѓаме кај вас. Да видиме студентите што Ви благодарам и се надевам дека соработката ќе продолжи. секако. Сите знаеме дека во Гевгелија за добре дојде ги пречекуваме луѓето со вода, чаша вода и сладко од смокви. Таа традиција постоела, таа традиција треба да се негова. За нас е битно како место на граничниот регион пред предизвите што не чекаат влезот на Македонија во ЕУ и НАТО да ја задржиме традицијата и да ги негуваме ваквите вредности. И благодарам на сите вас што сте тука вечерва, што не посетивте на Сдруженијето Тера за 12 годишната организација успешна на Смоквијадата, на ансамблот Бојмија и на групата Љубојно која ќе забавува. Ви посакувам добра забава и традицијата да продолжи уште многу години. Благодарам. Генерален покровител на Смоквијада 2018, градоначалник на општина Гевгелија, господинот Саша Поцков и општина Гевгелија. Медиумски покровители, телевизија Нова 12 и Таим FM. Помагатели, јавното предпријатие за комунални дејности Комуналец од Гевгелија, пицерија Enjoy, пилјара кај Кецот, преферита Royal Art Decor. Учесници на Смоквијада 2018: Кире Стојанов, Савка Сулева, Македонија Костадинова, Стојанка Атанасова, Аника Стоилова, Лилјана Пелева, Саше Михајловски, Марика Ангова, Доца Јованова, Роска Велкова, Валери Крколева, Викторија Узунова, Карамфила Мурова, Томе Перунковски, Иванка Јованова, Камена Петрова, Тодорка Танова, Ѓургица Прочкова и Мери Олумчева. Значи на регуларен начин ќе бидат доделени паричните средства, ќе им бидат исплатени на трансакциони сметки, односно вечерва ќе ги примат ваучерите од 15.000 денари, 10.000 денари и 5.000 денари. Ќе го молиме и градоначалникот затоа што тој ќе ја додели првата награда 15.000 денари да се качи на сцена. Така, јас и Радка отвора плико, јас најверојатно читам.
Или ти читаш? Се исто. Трето место. Тончи. Шифра Тончи. Значи, надпреварувачот кој што го има пликот, значи треба да дојде горе, да потврди дека тоа е нејзиното сладко. Ѓургица Прочкова. Ѓургица Прочкова, за волја на вистината, нашиот најредовен учесник сите овие години, значи 12 години учествува на Смоквијада. Честитки од нас. И да, еве ја потврдата, се работи за истата шифра Тончи. Нада Милкова, член на комисијата, ја доделува наградата од 5000 денари. Тетка вака, добро, за фотографирање тоа сакав да кажам. Имаме две втори награди, значи првиот плик со шифра Шифра 19. Значи Роска Велкова беше? Мора да ве знам сите овие години на памет. Да. Значи се работи за втора награда која што е 10.000 денари, но затоа што двајца ја имаат втората награда, овие парични средства ќе бидат поделени по 5000 денари. Коректно ми се чини. И вториот што ја доби втората награда Ивона. Ивана или Ивона? Ивона. Ивона. Или Ивана. Шифра Ивана. Иванка Јованова. Мислам дека за прв пат учествува оваа година на Смоквијада. Дали сум во право? Да. Тетка Јованка ние се ја знаме. Се од каде Иванка? Правилно Иванка? Да. Ајде, честитки од мене. Ајде. Прва среќа. Сега. И одиме со првото место, само една е наградата прво место, така. М-27-18. Повторувам, М-27-18. Љубојна. Уште еднаш, дали надпреварувачот со шифра М27-18 е тука? Мери Олумчева. Исто така прва година учесник на Смоквијада. 15.000 денари ваучерот ќе го додели градоначалникот на општина Гевгелија. Со нас вечерва е и директор на продажба на Цептер Слободанка Крстовска, која што ќе додели 3 награди, односно 4 овој пат, затоа што се 4 добитника од страна на името на Цептер, по една награда. Повелете. Почитувани гевгеличани, добро вечер. Ви честитам на одлична организација. Јас прв пат сум тука, иако сум родена во Гевгелија. Вечерва ми е чест на овие прекрасни господи да им дадам по еден скромен подарок од Цептер, но верувам дека понатаму пак ќе се дружиме. И ви честитам уште еднаш, стварно сте шампиони. Убава вечер пожелувам на сите. И ние од името на организаторот Тера им благодариме на Цептер за наградите кои што ги врачуваат.
Евгелија покажа и докажа дека Смоквијада на вистина стана вистински бренд на овој град. Се надевам дека до година ќе ја поддржите повторно нашата иницијатива и ќе продолжиме со 13-тата Смоквијада. Благодарност до сите учесници, благодарност до помагателите и се гледаме на Смоквијада 2019. Довидување.